Постојам овде, функционирам од 1968 година, тоа е 52-3 години. Пандемијата допринесе да ние многу слабо функционираме. Како, например, порано и сме имале и одела сме шиеле многу работи, сега сето тоа падна многу ниско, ради тоа што конфекцијата не е конкуренција, не можеме да се носиме со конфекцијата. Тамо се шие сериски, овде се шие порачбина, било некогаш, било мерак и како вас, млади луѓе, да дојдат, да сошијат одело, да дојдат 2 пати, 3 пати на проба, па да ние да го изработиме тоа така фино, да го сковеме, да биде како калуп на самиот муштерија. Одела више многу слабо. Тоа е многу ретко одело да сушиеме ние. Само сме порачко со корекции. Буквално корекции, кратење, крпарење нешто и така со тоа живуркаме, али тешко е, многу е тешко. Ја имам 80 години више, али не икам да идам дома пред телевизорот да одмарам вака. Сакам лично да работам. За работа не ме мрзе. години или пред 30, да речем, сум имал овде 5 души ми помагале ми работеле. Сега немам ни еден сам, сум буквално син ми е негде скоро 40 години, тој има висока наобрана со факултет, без работа е. Доаѓа ми помага понекогаш кога може, помага. Синот помага, добро, има совладано 50% од занатот, не 100%, као мене тоа нема шанси да го... Тоа е многу големо искуство мое. Преко 60 години со иглата се бавам. Меѓутоа, он работи, со мене ми помага, доаѓа, ради што има фамилија, мора да ја издржава и кај мене има излезено овде најмалку 15, да не речам, може и 20 момчиња као кројачи. Од тие, у Франција, во Париз има отидено можда едно 5-6 души, другите тука се преориентира. Од пошироко сум прифатен, меѓутоа овде ме знаат луѓето, сосема сум прифатен многу добро. Многу добро и луѓето ме ценат. Јас се трудам према нив да бидам коректен, да им настојам на време, да им завршам што ќе им обеќам, лажење никако, затоа што ако еднаш го ватеш, 2 пати го ватеш човекот, ќе си бега. Ние сме принудени да се понашаме така, есновски, према самите муштерии. Вака, вриело од работа. Сега се изменија, има повечко, во населбата повечко население, пошто една барака се изгради на 3 спата, има 3-4 фамилии, ама работава е спадната на нула. Многу тешко. Поготово оваа година не знам дали ќе обстанеме, се мислиме што да направиме, дали уште да продолжиме. Многу тешко. Се надеваме дека ќе мрдне малце, дека ќе се смене ово. Пари се заработуваат, некој со ножици, со игла, некој со копач, некој со пила, и младиве да се заинтересираат за занатот, нека има, ќе има потреба. А па и младите ме сакат многу. Младиве, кои ќе дојдат толку, ми прават задоволство, задоволни се знаат дека кај мене има точност, има одговорност, така сум навикнат и така до крај, до животот.